Српската православна црква инициира реобновување на диалогот со Македонската православна црква Охридска архиепископија, кога би можеле да се реобноват разговорите меѓу двете цркви. Ќе разговарам со епископот Стобиски Давид Нинов од православната Охридска архиепископија. Ви благодарам најпрво што ја прифативте поканата за интервју. И моето прво прашање е каква ќе биде улогата на ПОА во диалогот меѓу црквата во Белград и црквата во Скопје? Горест, јас ви благодарам на поканата, ви благодарам и на конструктивното прашање. Исто таква, значи, ќе биде улогата на православната Охридска архиепископија, значи конструктивна, бидејќи, како што веќе најавивте и како што верувам дека на широката јавност од поодамна и е познато, дека преговорите за конечно решавање на проблемот кој што засега го има МПЦ ќе бидат трилатерални. Ќе се водат помеѓу МПЦ, ПОА и СПЦ. Би рекол дека ние и не би можеле да се наречеме црква, притоа цитирајќи го архиепископот Охридски Јован, доколку вратите на нашите срца не се отворени за диалог. Диалогот е еден од најголемите дарови што човекот ги има, бидејќи според мене, според моето скромно мислење, не постои проблем кој што не може да биде решен со разговор. Затоа најголемиот проблем до сега беше отсуството на разговор и тоа заради, познато ви е вам, заради долгогодишните затворски казни против архиепископот Јован, судските процеси кои што за жал се уште траат, тие беа единствената причина што диалогот доцнеше. Сега верувам дека навлегуваме во помирни води, во кои што сите ќе се потрудиме и кој друг не би си помогнал ако ние, значи, помеѓу себе први не си помогнеме за еден исход кој што ќе значи победа за сите, а не пораз. Вие и сега спомнавте, но се сеќам и во интервјуто пред 2,5 години кое го правев со вас, рековте, тоа нема да биде диалог, туку триалог, што значи дека и вие ќе излезете со свој став во однос на иднината на Македонската православна црква, односно статусот на Македонската православна црква. Која теза ќе ја браните? На СПЦ, на МПЦ или сосема трета, на ПОА? Прашањето кое што логично се поставува е дали МПЦ сака признавање само од една црква или сака да биде призната од сите цркви. Видовме што се случи со признавањето на Украинската црква од страна на Константинополската патриаршија. Очигледно е дека до денес ниту една друга православна црква ја нема признаено Украинската црква. Од тука не верувам дека Константинопол после овој неуспех, промашување, како сакате наречете го, не верувам дека ќе ја повторува истата грешка. Тоа што ние го слушаме повремено, колку што стигнувам да следам од медиумите, е дека МПЦ има упатено барање до Константинопол за незино признавање. Сега се воспоставува одново диалогот и со православната Охридска архиепископија и Српската православна црква.
Ми се чини дека ваквата состојба е малку нелогична. За да ја илустрирам нелогичноста, ќе ве подсетам на времето кога МПЦ побара од бугарската патриаршија да ја биде мајка црква. Значи, представете си да бара од бугарската патриаршија да ја биде мајка црква и истовремено да бара диалог со Српската православна црква, односно вклучително и со православната Охридска архиепископија. Станува збор за една нелогична состојба. Бидејќи во моментов МПЦ има упатено барање до Константинопол, возможно е да сочека да добие одговор од таму, а потоа смирено сметам дека ќе треба да се обрати на единствената вистинска адреса, а тоа е Православната Охридска архиепископија и Српската православна црква. Патот кој што МПЦ треба да го помине е најпрвин да се врати во единство со Православната Охридска архиепископија, за да може на тој начин Патриаршијата во Белград понатаму, кога ќе се исполнат условите, околностите, да го постави пред Константинопол прашањето за автокефалијата на црквата кај нас, за Константинопол да свика собор на епископи од сите помесни цркви и така од сите помесни цркви да биде призната црквата во нашата земја како автокефална. Неодамна поглаварот господин Стефан изјави дека МПЦ ќе следи решавањето на спорот со името и дека со затворањето на овој проблем може би многу полесно ќе се надмине и проблемот околу МПЦ кој го има долги години. Дали сега може да очекуваме многу побрзо да се реши статусот на Македонската православна црква Охридска архиепископија? Колку и одредени личности да сакаат да ги представат околностите така дека станува збор за исклучиво политички проблем, ние од секогаш тврдевме дека станува збор за исклучиво црковен проблем. Не само господинот Стефан, мнозина ја има дадено таа изјава дека проблемот е името на државата и дека тогаш кога тој проблем ќе се реши, во истиот ден ќе биде решен и проблемот со кој што се соочува МПЦ. Ние гледаме дека веќе помина цела година од решавањето на проблемот со името на државата, но проблемот со кој што се соочува МПЦ воопшто не е решен. Значи, тука не станува збор за политички проблем и овој проблем не треба да се решава, односно, поточно речено, не е возможно да се решава на политички начин. Возможно е да се решава на црковен начин, кој што предмалку го предочив. Политички проблеми и решенија на тие проблеми ни предстојат во други области. Например, јас го застапувам ставот дека е неопходно најпрвин да се остварат стандарди, а потоа да се добие статус. Гледате дека нашата влада не ги исполнува обврските кои што ги има превземено пред меѓународната заедница. Помина повеќе од една година откако Европскиот суд за човекови права донесе пресуда со која владата испадна виновна и беше задолжена да ја регистрира Православната Охридска архиепископија. Една година после таа пресуда ние се уште се соочуваме со пречки и од страна на владата и од страна на судот со нашата регистрација.
Тоа е еден момент кој што јасно укажува дека владата го попречува владењето на правото во оваа држава и ја загрозува слободата на здружување, на вероисповест на дел од собствените граѓани. Тоа е еден политички проблем за кој што треба да размислуваме и да разговараме и исто така, без вам да ви ласкам, вие и може би уште еден медиум или новинар сте исклучок, иако постојат укажувања од страна на меѓународната заедница дека новинарите треба да го сменат пристапот во однос на истражувањето на определени теми во општеството, ние гледаме дека во однос на црковното прашање, во однос на православната Охридска архиепископија, 17 години луѓе кои што немаат никаква допирна точка со теологијата, значи луѓе кои што едноставно не се во позиција да ги анализираат црковните проблеми, го прават тоа постојано. Рекоте дека станува збор исклучиво за црковен проблем, а не за политички. Но можно ли е проблемот меѓу СПЦ и МПЦ, Охридска архиепископија, да се реши исклучиво по црковен пат или ќе биде неопходна и политичка инволвираност? Ние се уште гораст живееме во делумно слободна земја. Не така одамна бевме сведоци дека писмото на МПЦ до Константинополскиот патриарх беше проследено со писмо од господинот премиер. Мислам дека токму заради тоа кршење на принципот на секуларизам и на мешањето на политиката во црквата, се уште го носиме, се уште ја носиме таа квалификација делумно слободна земја. Затоа одговорот нека биде краток, јасен и едноставен. Колку повеќе политичарите ќе се мешаат во црковните прашања, толку подалеку ќе биде решението на проблемот. Колку повеќе политичарите и побрзо ќе ги тргнат своите раце од црквата, толку побрзо ќе постои и решавање на црковниот проблем. Дали во СПЦ и во црквите од соседството постои анимозитет и дали е наповедок раскол во православните цркви? Ми се чини дека не е возможно да направиме копи-пейст на 19. век во 21. век. Денеска, доколку во 19. век постоел некаков етнофилетизам, не велам дека денес не постои, но станува збор за апсолутно изолирани случаи. Затоа ниту во СПЦ, ниту во била која од соседните цркви не постои никаков анимозитет и лично сметам дека иако постои овој проблем, раскол нема да се случи, бидејќи во суштина црквата е едно семејство. Во една од последните ваши колумни ќе напишете, цитирам: монасите и верските поданици забораваат дека нивниот суверенитет произлегува од Бога, па си ја преоблекуваат позицијата од поданици на Бога во символи на нацијата. Дали на Балканот дел од владиците се претвараат во бранители на нацијата? Сметам дека за многу неточно поставени нешта во црквата виновна е токму самата црква. Не е виновен некој друг. И верувам дека, еве, зборувајќи за состојбите кај нас, верувам дека откако проблемот со непризнавањето на МПЦ ќе биде решен, тогаш ќе треба да се зафатиме
да го решаваме и тезгарошкиот однос кон нештата на определени свештеници, евентуалниот национал шовинизам кој што го манифестираат некои епископи, бидејќи во суштина христијанството е наднационална вера и во ниту еден случај не треба да ги поставува нештата така било кој народ кој што едноставно не припаѓа или граѓанин кој што не припаѓа на христијанската вера никако не би смело да се почувствува вербално или било како загрозен од некој кој што е христијанин, затоа што доколку такво нешто би се случило, тогаш би се довело во прашање христијанството на тој епископ или тој кој што во име на неговата вера шири омраза. По целиот тој разговор можам да констатирам дека далеку сме од надминување на црковниот спор меѓу СПЦ и МПЦ, што значи дека и договорот кој го постигна Македонија, Република Северна Македонија и Грција околу името, не така лесно ќе придонесе или ќе помогне околу надминување на црковниот спор. Нема ништо поубаво од тоа да се проблематизираат нештата, околностите, состојбите. Јас ви благодарам што вие го проблематизирате ова прашање, бидејќи единствено на тој начин може да се дојде до решение. Нештата не се решаваат доколку се ставаат под тепих. Значи, убавината на разговорот подразбира и различно мислење, бидејќи не е возможно ние луѓето да ги поставиме сите наши размислувања, пристапи кон решавање на определени проблеми во кутивчето на ограничената човекова логика. Јас го почитувам вашиот став, но имам различен став од вашиот и верувам дека во некое брзо, скоро, видливо, догледно, значи време, ќе отпочне диалогот кој што ќе резултира со, како што го започнавме и овој разговор, не со пораз, туку со победа заедничка за сите. Ви благодарам за интервјуто. Јас ви благодарам на поканата и ми беше задоволство да го водим овој разговор.